Каспер, Тебого и Флопи се трите жирафи од Скопската зоолошка градина, кои веќе 8 година представуваат најголема атракција за посетителите. Омилени се меѓу децата, но и возрастните подзастануваат кај нивните живеалишта, за да им се восхитуваат на убавината и грациозноста. Поттикнати од идејата одблиску да ви ги представиме овие убави животни, се упативме кон нивните живеалишта, каде не пречекаа нивните зоокипери Ристе и Маја Трајковски. Љубовта и поврзаноста со нив ја забележавме уште во моментот на подготовка на храната и хранењето, кое се одвива 3 пати на ден. За почеток јас морам да признам дека ме воодушеви начинот на кој што ги храневте, можевме да забележиме како тие се хранат. Забележав дека јадат јаболчиња, дека јадат прас, моркови, кромит јадат, да, сето тоа. Тоа ли е нивниот начин на исхрана, дали е тоа секојдневно она што тие го конзумираат? Токму така, да, секојдневно, значи 3 пати на ден ги раниме со таа храна што моментално вие ја снимавте и ја видовте, плюс се става додаток, значи пелентирана и овес и сеното на дотнат. Значи тоа е веќе секој ден, секојдневна исхрана. Колку количински јадат на ден, може ли да ни кажете? 40 кг јаболка, 20 кг морков, 18 лепчиња, по 9 кг палентирана храна ставаме, 9 кг овес и по 3 бали сено. Тоа се негде 60 кг луцерка. Тоа е храна за сите 3 жирафи? Сите 3 дневна, да, и цела храна ние ја дробиме, значи у текот на денот и 3 пати се ранат жирафите од сабајле на пладне у 12 и пред да си одиме, зашто жирафите не ги оставаме ние надвор, значи секоја вечер се затвараат у натрешните живеалишта. Ке споменам тука некаде токму поврзано со оваа тема во врска со хранењето, забележително е дека посетителите и покрај многобројни апели и табли на кои што пишува дека е забрането да се хранат животните со смоки, пуканки и такви останати работи, тоа и понатаму се случува. Се превзема ли нешто во врска со тоа? Па да, значи ние реагираме како вработени тука во зоолошката, ги опоменуваме. За разлика сега, значи можам да кажам дека од претходниот период, значи сега кај нас кај жирафите тоа е многу намалено, што дали ќе се деси на делата еднаш, ке евентуално некој да фрли нешто, али за тоа, например, па сега малце повеќе имаме проблем кај другите животни што ги ранат, али некако се сноѓаме. Ние викаме, имаме обезбедување, имаме, значи доаѓат и од горе некој што може, значи ни помага, така, сепак имаме викенд на малце повеќе работа. Не можеме секдека да постигнеме, али добро. У секој случај добро е, значи свеста на посетителите, значи е многу подобрена за разлика од порано. Например, доколку им се даде смоки, соленки или пуканки, реагираме. Се случува ли нешто сериозно со нивното здравје? Па се случува, не е препорачливо, пошто секој животно си има своја таблица на исхрана, значи што треба да јаде, како треба да јаде, дали треба тоа зеленчук или тоа овошје да го јаде, значи си има секој животно си има своја таблица на исхрана. Затоа не е препорачливо да се фрла храна на животните, дали било овошје, дали било зеленчук, значи дали смоки, мислам дека не е уреду. Пред да се застанат, мислам, посетителите да си го види животното и да се задржи поише, да гледа како делува тоа животно, како тука сме и ние како зоонегователи, можеме да им покажеме да вакво, да видат дека и ние сме блиски со животните, дека може да се задржат, да погледаат, малци атракција да се направи, да се види дека се работат со тие животни. Тоа што јас често пати кога присуствувам во зоолошката градина и го забележувам дека 2 жирафи се од едната страна, една жирафа од другата страна се разделени. Сега ме интересира зошто се разделени. Па како прво се сите 3 мажјаци, значи од прво и основно од некоја безбедносна причина се раздвоени, а второ се различна врста на жирафи. И па мислам дека вака многу добро функционираат, пошто се од прв ден како што се донесени. Имат меѓусебна љубов, значи можете да приметите и вие, значи ностоп се гушкаат преку ограда и вака е одлично. Мислам, супер функционира. Не. Функционираат добро до сега, еве више 7-8 година се тука у зоолошката, у Скопската зоолошка градина и функционираат безпрекорно до сега овие години. Се случило ли некаков инцидент со посетителите? Со жирафите немало до сега. Не. Немало. А може ли да се издвои некој друг инцидент со било која од животните?
Вака нешто поконкретно стварно не сме имале, освен со давање на храна. Значи, до сега све е оке. Мислам, све е во ред, ма разбираш, нема. Значи нема, настојуваме, ние сме тука, значи ностоп покрај животните и не дозволуваме за да се деси такво нешто. Значи можеби евентуално некој несовесен може ќе го пушти детето, али многу брзо реагираме. Многу брзо реагираме затоа што сите колеги сме на местото таму кај што ни е реонот, кај што сме определени и цел ден сме тука. Така, имавме можност да забележиме по социјалните мрежи се кружеа фотографии од вас, Христа, со жирафите. Како се роди толку голема љубов према животните? Па со тек на времето, више, тоа е со години ние сме истите зоонегователи, двајцата сме со нив цело време. Значи, прво од сабајле имаме утринска обавеза ние да средиме внатрешните живеалиста, да очистиме, да провериме здравствена хигиената, значи е на највисоко ниво, се чисти, се средува. И после посветуваме, еве вака, значи како што гледате и вие, тука сме ние цел ден и посветуваме многу време, значи на нив. Се дружиме, се галиме се вако и они, мислам, осеќаат, пошто они се неми, не испуштаат никакви звуци. Значи, си реагираат со ушите, со ваквото, кој ќе не видат, мислам, стварно нас кој ќе не видат двајцата, си покажуваат посебни емоции, посебно вако, мислам, не е исто и вие како посетител да дојдете и ние како зоонеговател на жирафите, мислам, имам доста разлика што еве сега ја да тргнам да одам по средната патека, сите три си одат по нас, како деца се шетаат. Така, можевме да го забележиме кога доаѓавме тука, навистина е така. Меѓутоа, покрај жирафите, кои што гледам дека ви сте вас омилени, ако смеам така да кажам, животни. Слободно. Слободно. Се дружите ли со останатите животни? Да, да. Да, значи нормално дека се дружиме се. Секое животно има посебно убавина, например, јас знам по обичај да идам тигара да го видам, значи јас Анка ја обожавам. Ја обожавам уште од првиот ден кога сум дојдена во зоолошка. Влегувате кај неа? Не. Не, значи, да, може би да влезам со колегите да ја видам ептен од блиску, али таков близок контакт немаме со неа, али сакам да ја гледам. Сакам да ја гледам мајмуниве, сакам, едноставно, значи имам обичај некогаш да ја свртам цела зоолошка за да ги видам сите животни. Ете, што знам, тоа ми е некоја љубов или не знам како да ти кажам. Убаво ми е. Чекај да видам ова животно, чекај да го видам тоа животно и така. Кога има мали бебиња, идам ностоп ги гледам. Така, имате навистина преубава работа, она што на сите нас ни представува рекреација за време на викендите, вас вие сте секојдневие. Како е да се биде зоокипер во зоолошка градина? Па убаво е, многу. Мислам, треба да се сакаат као прво животните, да си ја сакаш работата и мислам све си иде после не знам како да кажам, убаво е. Убаво, со леснотија е, па нема. Многу е, мислам, стварно е, треба да сте еден ден да се стаите на наша работно место да видите, мислам дека стварно е нешто прекрасно да работи со животни, особено со жирафи. Иако не изгледаат така, жирафите може да бидат многу опасни. Имаат силна глава со која ако се вознемират би можеле да ве повредат. Опасни. И тоа многу се опасни. Затоа они посетители мислат дека се жирафа или нешто, ама жирафата е нешто многу опасно. Што може да направи? Па може да удри со глава, да удри. Удираат со нозе. Значи она не знам која многу се силни у вратот у главата. Значи она има замав, може трајни последици да ти остави. Да. Сепак треба да се припазнат, без разлика кој да е. Сепак они се една диво животно, значи не можеш да се ослободи со нив како што мислат дека треба да се ослободат. И ризикот е голем, стварно е ризикот голем, значи еден замав со нивниот врат, значи ќе нанесе штета, може и да го утепа човекот. Или пошто они тепат и со предни и со задни нозе, сепак треба внимание. Али љубовта си го прави своето, така да мислам дека немаме проблем, фала. Немаме проблем, безбедно се чувствуваме сега за сега. Да. Споменавте колку храна дневно јадат жирафите, меѓутоа еве може ли да ни кажете и за останатите животни, некоја да издвоите? Ја можам да кажам, пошто сум бил кај зверовите доста време, они се хранат 3 пати у неделата и они имаат и летна и зимна таблица. И се зависи, зимно време се појачува месото, летно време малце се намалува и така да јадат, мислам, доволно количина, например, еден тигар, сега можам да кажам, па јаде дневно до 20-25 килограми месо.
Се дава и со коска месо и без коска, значи со коска да вако да може он да сршта, да си пие, да грицка, да има занимација у текот на своето јадење. Токму затоа се оддалечени на безбедно растојание од патеките за движење на посетителите. Имавме можност да ги посетиме жирафите во Скопската зоолошка градина. Навистина убаво се дружевме со нив изминативе 10 минути. Јас се надевам дека ќе го искористите убавото време, ќе дојдете и вие и ќе ги видите и ќе уживате во нивното друштво. Уште еднаш, Маја Ириста, ви благодарам за вашето гостопримство и за убавите зборови. Благодариме и ние за вашата посета, значи кога сакате секогаш сте добродојдени тука кај нас во Зоолошка, посебно во делот на жирафите кај што сме ние. Уште еднаш многу ви благодариме што не посетивте и што обрнувате многу внимание на нас што сме тука вработени и општо и на животните Зоолошка градина. Уживавме во ваше друштво и во друштвото на жирафите. Уште еднаш ви благодарам. Благодариме на присуството. А вие останете со нас и следите на и понатаму со нашите интересни репортажи.